Страчинарските игри во Мокриево ја продолжуваат вековната традиција. Низ маска, песна и оро да се избркаат злото од домовите и селото и да се посака побрзо за пролетување и плодна година. Страчинарите ги навлекоа кразнените маски и почнаа да тропаат со тешките звонци, најавувајќи го на тој начин своето присуство во селото. На традиционалниот карневал на Василица им се придружија и карневалџи од повеќе градови во државата, но и од Бугарија. Ево имам учествувано од 2011. Во Криево се чувствувам исто како дома, беше прекрасно тука и затоа и секоја година доаѓам. Има добри маски, од година во година се подобри и подобри. Мојата маска представува вештерец, стариот вештерец, кој изнемоштен веќе ги дојде во Мокриево да ги исплаши ните стари духови, да избегаат ѓаволите и така традиционално вештерците се секој пат биле страшни и што бегал народот од нив. Така, секоја година доаѓате со различна маска овде? Секоја година доаѓам овде, преќе 25 години учествувам на овој карнавал. Доаѓаме од село Ратево, општина Берово. Нашата маска и истерување на злото од ова село. За страчинарите, познати како доброчинители на народот, се плетат многу приказни. Луѓето почнале да веруваат во нивната моќ да донесат добрина и светлина во нивните животи. Еден од тие обичаи кој до ден денешен се негува е пиењето греена ракија од звонците на страчинарите. Се верува дека овој обред им помага на децата со говорна маана. Токму поради ова, секоја година доаѓаат голем број посетители од околните села, но и пошироко, да ја испочитуваат традицијата. Правила се веќе многу време, ако не повеќе до 15 години сигурно веќе таа држат се и още мислам се продолжи повеќе. И се појако се нова нашата, речеме, да биде и подобро, народ им е добро, од сите страни се поканни. И мислиме дека по-напредно него да биде, така, мислиме од тик има. Како беше во минато, тебе вие кога сте биле? Ништо, тогава беше много стабилно, наш страчинар ќе работи, ништо немаш тогава. А сега е организирано, добро се, значи, мислам за нас е добро. Страчинари сепак шетаа ли на времето? Шета и на времето, да. Долна горна едно време бееме, се тепаме, се караме, а сега тие работи ги нема. Речеме, се поштават, като сите ден да биде, и прават на бед, после завршаването сите за тия имат и јаден им се стува, селото е ординирано, таа се од нас. И така, добро споминуваме. Да. Много по-организирано и по-добро е. По-добро е, само за жал, јас секоја година, ние сме тука близко сме од Дуисо, се по-организирано, по-современо, во однос на луѓето малку е, знаеш, народот веќе бегат на странство, много е по-слаб народот. И од годиница студираш тука бех тоа масо. Па има. Ама пак студира, тоа ти на ниво на општината. Само тука има са, тука мислам деца тие женички што идат, со малку тешко изговорни што се и се тоа што се покажало, тен големи звонци има тука од нашето село, дете, од таа звонецот дава се ракички и се напиват и многу души се видели убаво, лек. Ја мислам тие детечки што одат сега, за таа повеќе одат и се благодарни и секој, значи, ти од мене чуеш, тај од друг чуе и таа е традицијна. И викат дека има помош. Значи тоа е добро за нас и јавно да чува. Не е тоа ништо, нити пари терат, нито ништо, што леко без пари. Ода не па, да. Одаме на лекар, лекар може нема, тука може и сам чујало, ти имало ефект. Значи, деца преговарат. Значи, това е много добро за нас, такви деца. Качамак се варя, калабаси може да има едно 150 кила, сирне традиция, после завършното, сите ги викаме тия, що са игроните. Ядене, пиене, от цялото си има, качамак се, домашно брашно што викаме, се бръка со сиренце, там се прави, много вкусно е. По представувањето на маските и изведувањето на нивните точки пред жирито, Страчинарската дружба завршува со голем заеднички ручек на сите учесници, кои по обичаите на Мокриево јадат качамак и домашни колбаси.
Живко Спасов, кој е дел од организациониот одбор на страчинарските игри во Мокриево, се радува што традицијата е обновена и се почитува од жителите. Тој учествуваше во подготовката на качамакот и суџуците, храна за ручекот со кој се гостат по завршувањето на карневалот. Одлично. Значи, прво добар ден. Срекна стара на сите македонци. Така, значи, веќе 12 година поред нашиот карневал прерасна малку по-модерна традиција. Иначе беше неустанно долго време, сега правиме ние сурва Василица, ама сега тие 12 години малку сме по-модернизирани и така, значи, се собираме тука секоја година, не ме застанат од кога сме почнати и имаме гости Бугарија, Прилеп, Ратево, Струмица, наши карневалчињи од Мокриево, Борисово, Колешево и така да. После, значи, карневалските игри се одржуваат. После карневалските игри имаме една заедничка дружба и тоа е голема задоволство на мене, чест ми е, што бех основач на тај карневал и ние го предложиме, значи, наша иницијатива е да се има заедничка дружба со сиџуци и со качамак. Значи, тие сиџуци и качамак е стара традиција, старите сурвари едно време, целата просија што ја собира од куќи, значи немаше парички, цело модерно време се даваат пари, значи старата традиција сакаме да ја вратиме. Сите стари сурвари има собирано колбаси, сушени и ченкарно брашно. И заедничка дружба имаат правено после Василиц и така ете ние денеска сакаме да го направиме малку по-модерен начин и сме спремни да го правиме. Денеска имаме спремано 120 килограми колбаси и 100 килограми качамак. И мислам че секоја година одиме малце се повеќе и повеќе. Општина Ново Село смета дека оваа манифестација прераснува во бренд на подбеласичкиот крај и велат дека ќе се залагаат за нејзина афирмација. Еве јас како нов градоначалник на општина Ново Село ќе се трудам оваа убава манифестација во чест на овие страчинарски игри да ја продолжиме и уште повеќе да го напредиме и избогатиме со нова манифестација како што предвидува закон. Доаѓале ли порано како граѓанин? Сум бил како граѓанин, да, но задоволство ми е оваа година како градоначалник да ја отворам, да ги поздравам присутните. Гледаме дека има и доста наши присутни овде, граѓани мешани, исто така има учесници во игрите. Мислам дека ова година ќе им покажеме дека е подобро од минатата година. Обновениот страчинарски карневал се одржува веќе 12 години.